И по 6 месеци не се гледа крајот на епидемијата на морбили. Иако се намалува ширењето на ова заразно заболување, сепак проблемот останува. Оти освен во Скопје, каде веќе се вакцинирани 98%. Во внатрешноста се уште е низок процентот на имунизирани. Минатата недела регистрирани се 10 нови случаи. Се достигна просекот на вакцинација или опфат на вакцинација за Скопје 98,6%. Во Скопје имаме евидентирани 279 лица кои што подлежат на вакцинација, а не се вакцинирани, за да достигнеме максимален процент. Тоа е особено мене ме радува заради тоа што ако ви текнува пред извесен период не можеме да кажеме дека имаме висок опфат, поготово заради Скопје кој што имаше најголем број случаи. Меѓутоа, во внатрешноста не можам да го речам истото заради фактот дека остануваат тотален број низ Република Северна Македонија, нешто околу 10.000 случаи. Значи, потенцијално 10.000 лица би можеле да бидат инфицирани и заболени во периодот што следи. Поради епидемијата, Светската здравствена организација препорача сите граѓани што имаат намера да патуваат надвор од земјава 2 недели пред заминување да примат вакцина или да докажат дека се имунизирале претходно со прикажување на вакцинален картон. Епидемиолозите велат дека ова е добра мерка и треба да се почитува, оти само така може да се спречи меѓународно ширење на малите сипаници. Тоа што Светска здравствена организација бара да се покаже картон за вакцинација или непосредно пред патување луѓето да се вакцинират е сосема во ред, зашто законските прописи во Европска унија и во Светска здравствена организација се такви да ние не можеме повеќе да веруваме да јас сум вакциниран или да ја немам картонче ама сум вакциниран. Секоја држава се плаши едноставно да некој не и дојде од некоја држава каде што има епидемија и да ја пренесе на територијата на таа држава. Од почетокот на епидемијата досега регистрирани се 1984 случаи, а поради компликации од морбили починаат 4 дечиња. Крај на епидемијата ќе се означи откако 2 недели нема да има ниту еден заразен.